Кантовата филозофска мисла е наречена коперникански пресврт. Кант е најзначаен философ во модерната епоха, бидејќи на неколку полиња дал изворедни научни резултати, а во философијата поставил нов научен метод и постигнал големи достигнувања во сите филозофски дисциплини: теорија на сознанието, етика, естетика, философија на религијата, политика. Имануел Кант, роден 1724 година, живел до 1804. Роден во Кенигсберг, учел во своето место, а потоа таму бил наставник. Кантовите прочуени дела се Критика на чистиот ум, во која ја објаснил природата на човековото мислење; Критика на практичниот ум, ја обработува теоријата на човековото однесување со изразит восхит за моралот; Критика на моќта на просудувањето, каде се истражуваат естетските чувства и смислата на создавањето. Според Кант, трите прашања на кои е сконцентриран нашиот ум се следните: што може да знам, што треба да правам, на што можем да се надевам. За Кант, априорното сознавање представува можноста на сознавањето пред искуството, например, сознанијата во математиката. Разликата меѓу сознанието априори и сознанието апостериори е следната: априори сознанието е независно од искуството. Тие сознанија се општи и нужни и нема исклучоци. Апостериори сознанието зависи од сетилноста, потекнува од искуството. За Кант, материјата на искуството се осетот и неговите различни квалитети: боја, тон. Формата е психички елемент од априорното, таа е неемпириска. Априорната моќ на сознание има три функции: чиста сетилност, сите перцепции на просторот и на времето; разум, се занимава со поимите и научните судови, тоа се чисти поими или категории; ум, идеи како дело на умот и можноста за постоење на метафизички сознанија. Категоричкиот императив представува прецизно морално барање кое мора да се изврши, а нема некоја надворешна цел. Категоричкиот императив на Кант гласи: постапувај така што максимата на твојата волја секогаш да има вредност како принцип на сеопшто законодавство. Посебната хуманистичка формулација на императивот е: постапувај така што човекот да ти биде цел, а не средство.